Леонардо will win. Ова го вели Драги Рашковски, генерален секретар на влада, кој што е јасен и гласен на снимката објавена во домашните и странските медиуми и вели Леонардо will win, односно Леонардо ќе победи. Ова е апламестење, кој треба да добие тендер. Јасно е дека Рашковски преговарал, задолжен од Зоран Заев, кој што стои зад нарачката на скандалозниот тендер. И по 3 месеци директни повикувања од тука и од јавноста да се расчисти случајот, русковско обвинителството вчера праќа содржински празно соопштение дека е почната постапка, внимавајте, по реакции во јавноста. По 3 месеци, без малку секој ден прашања до каде е случајот Леонардо, се вади соопштение за правна фарса, бидејќи Рашковски уште не е приведен, не е ни притворен. Уште е генерален секретар на влада. Има надпозиција да влијае врз сведоци и докази за скандал кој што е меѓународен и му се остава простор тој да се заканува и гони медиуми и новинари и опозицијски функционери. Нема резултат ниту за тоа кој му дал наредба да го мести тендерот. При тоа, почитувани, и Комисијата за борба со корупцијата по наведено собствено барање прифаќа да го влече предметот, сега допрва и државната ревизија ја вметнува да истражувала за МНАФ и така да мине времето, се да се забошоти, да се заборави случајот. За подсетување, договори како овој на Рашковски се можност за повторување на инциденти како оној кога 2 авиона на интернационални лета ќе се судреле на македонското небо минатиот септември. Фарсата од соопштение на русковско обвинителството е за случај, да подсетам, според информации во медиумите, Рашковски доделува тендер на италијанска компанија Леонардо за набавка на систем за управување со воздушен простор во вредност од 7 милиони евра, иако важноста на тендерската документација е истечена, тоа е спротивно на заклучок на влада, како и спротивно на одредени законски решенија за кои, како што вели во снимките, треба да бидат сменети. Постојат сериозни индиции дека Рашковски сторил кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 став пред, според кој му се заканува затворска казна од најмалку 5 години. И тоа стои во место. Па наместо фарсата од соопштение, русковско обвинителството требаше да има одговори. Како е можно да биде доделен тендер на компанија со истечена тендерска документација? Како и дали Рашковски го повлекол заклучокот на владата за кој председателот на МНАФ укажува дека е спорен? Кои закони и подзаконски акти Сугаревски, неговиот шеф на кабинет, ги испратиле во собранието за изменување и што се требало да се смени за да можат да го доделат тендерот на договорената фирма? Што вели наодот од Бирото за судски вештачења, кој што се крие од компаниите учеснички на тендерот? Зошто и до кога Рашковски ќе биде во позиција со простор да го повтори делото и да влијае врз сведоци и докази? Ете, тоа требаше да биде во писанието испратено од русковска обвинителството. Почитувани, фарсата од соопштение на русковско обвинителството и водењето на истрагата за Леонардо се доказ за постоење на Октопод, за можно криминално здружување на власта и сиот правообвинителски систем, за уцени, рекет и неказнивост за криминал и висока корупција. Со ваква власт, Македонија само повеќе и повеќе ќе тоне. Доста е, потребни се избори веднаш.